Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Утре стартува предвремениот откуп на тутунот. Министерот за земјоделие во посета на Прилеп. На денот на предвремено родените деца, успешна хуманитарна акција. Потребниот пациент монитор кој ќе ги мери виталните параметри на бебињата при транспорт. Возрасна жена пронајдена мртва во незиниот дом. Од културата, оваа недела можност да се гледаат нови филмови во кино. Времето денеска сончево со температура до 18 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со неголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филипска. Утре стартува предвремениот откуп на тутунот. По тој повод Министерот за земјоделие беше во посета на Прилеп. Сите откупувачи кои што поднесува барање обезбедија средства во согласно законските процедури и некаде оваа година имаме 337 откупни пункти кои што ќе функционираат во текот на откупот во наредниве месеци. Видете она што сите компании кои што ќе учествуваат во откуп во текот на склучувањето на договорите имаат цени од 414 до 420 денари за првата категорија и нормално и во втората и третата. Очекувам дека со самиот почеток сите ќе ги нивелираат цените, односно ќе дојдат до оној максимум кој што е понуден од дел од откупните компании, односно 420 денари за првата класа, и тоа очекувам дека ќе се случи на самиот почеток од откупот на На денот на предвремено родените деца, успешна хуманитарна акција. Дониран е потребниот пациент монитор кој ќе ги мери виталните параметри на бебињата при транспорт. Овој настан е прекрасен пример за хуманост и сплотеност и заложба за обезбедување на услови на неонатолошкото одделение. Јас денов го кога дојдов овде бев пресреќна бидејќи првата главна цел е остварена на овој настан, тоа е тој монитор транспортен. Мислам дека докторките објаснаа поточно, сите болни дечиња кои се под возраст, кои треба да се гледаат тука во болницата во Прилеп, сега ќе можат со целосно конкретни параметри да бидат однесени во Скопје. Пред периодот на короната, нашата болница имала повеќе породувања. Како тој период поминува, бројката се намалува. Сега имаме од 400 до 500 раѓања годишно, со тоа што од прилика од нив се 30 до 40 предвремено родени. И имаме и голем број на пациенти кои што ги упатуваме на клиника во Скопје, за да продувањето да се изврши таму. Или некогаш се случува и да дадат терапија која што ние ја немаме во овој момент. Таа специјализирана терапија се дава во посебни услови и ако има ефект терапијата, може да се одложи породувањето за недела до 2 максимум. Навистина ми е често прв пат се случува, искрено немав информација. Ден на предвремено родени деца, навистина општина Прилеп треба да посвети особено внимание, затоа што се што се однесува на поправање на демографската карта на наша општина, општина Прилеп би застанала во сериозна поддршка. Така и овој пат ги охрабривме представничките на Унија на жени да почнат со постапка, треба да обезбедува уште некои средства, тоа ќе се заложам лично како човек, а и како градоначалник на општина Прилеп да завршиме со таа конструкција. Денеска на 17 ноември во нашата болница традиционално го одбележуваме денот на предвремено родените бебиња и да им даваме поддршка на фамилиите, на бебињата
кои се раѓаат предвремено, со еден вид на панеѓур, со поддршка на многу прилепски фирми, се организира во холот на болницата неколку години наназад. Исто така да се заблагодариме на претеничката Билјана Кузмановска и на Унијата на жени на ВМРО ДПМН, кои специјално за неонатолошко одделение, каде што се тие прематурни бебина, донира пациент монитор, доста квалитетен, кој ќе ги задоволува сите потреби за тие најмали пациенти. Возрасна жена пронајдена мртва во незиниот дом. Вчера полициските службеници од Прилеп по дојава пронашле тело на жена на возраст од 64 години во незиниот дом. Констатирано е дека врз неа немало траги на насилство. Информацијата говори дека е пријавено дека во дом во Прилеп е пронајдена почината РС, 64 години од Прилеп. Лекар од итна медицинска помош констатирал смрт без видливи траги на насилство, а по наредба на јавен обвинител телото на починатата е дадено на обдукција. Увид извршила увидна екипа од полициската станица Прилеп, информираат од СВР Битола. Од културата, оваа недела можност да се гледа филм во кино. На 20 ноември, четврток од 19 часот во киното Мистон Прилеп ќе се прикажува филмот Ветена земја, а на 20 ноември в сабота од 12 часот ќе се прикажува изворениот филм Поплава. Филмот е анимација и е во заедничка соработка на земјите Литванија, Белгија и Франција. Информација и за планиран прекин на електричната енергија. Четврток на 20 ноември од 9 часот и 30 минути до 15 часот населеното место Мало Коњари ќе нема струја. Временска прогноза. Времето денеска сончево со температура до 18 степени Целзиусови. Под влијание на серија влажни воздушни бранови, до крајот на седмицата следува период на променливо облачно и релативно топло време со повремени локални врнежи од дожд. Во дел од општина Прилеп врнежите ќе бидат пообилни, локално со услови во форма на невреме со засилен ветар и ретки грмежи. Во текот на 24 часа се очекува да наврне поголема количина дожд и ќе дува умерен до засилен ветар од јужен правец. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески, продукција Радио Пела, ноември 2025 година.